Добро вечер, почитувани гледачи. Се наоѓаме во предвечерието на големиот празник Свети Климент Охридски, патронот на Охрид. И секоја година по тој повод се доделуваат наградата, значи Свети Климент Охридски, која што е награда за животно дело, а и повелбите Свети Климент Охридски, кои што се доделуваат на луѓе кои што ставиле белег во тековната година. Вечерва на мое големо задоволство со еден од добитниците на повелбата Свети Климент Охридски, професор доктор Ангела Василевска. Добре дојдовте во ТВМ и во Лупа и еве вака јавно честитки за добиената награда. Добре ве најдов. Ви благодарам за честитките и исто така и заблагодарувам на комисијата што прецена дека јас сум соодветна личност да добијам таа награда, која што е исклучително важна за мене. Така. На задоволство на сите, бидејќи навистина евидентна е вашата работа и залагањето за афирмација на Охрид по повеќе основи. Имаме голем број проекти кои што преку Факултетот за туризам и гостителство, каде што вие сте професор веќе, значи 17 години сте дел од оваа образовна институција, а колку години сте веќе професор, бидејќи почнавте како магистер, значи, да. Малтене скоро 10 години јас сум од доцент, а и минатата година во декември ме избра за редовен професор. Така, значи веќе сте со статус редовен професор, да, тоа е по прв пат. Така. Тоа веќе сте дел од тимот на оваа институција и навистина забележителни проекти останавте и зад вас како име и презиме, но и зад Факултетот за туризам и гостителство. Еве на самиот почеток ме интересира од каде ви дојде идејата да аплицирате за оваа повелба, дали некој ви сугерираше или вие така почувствувавте потреба и што се стои, што се е наведено во апликацијата, бидејќи има таму некои правила и прописи како тоа сето треба да се направи, каква е процедурата. Да, јас навистина сите овие работи кои што ги правам во животот ги правам затоа што имам внатрешен порив, дека треба нешто да оставам дело зад себе. Едноставно таква сум по личност. Мислам, сакам да работам за општествениот живот и за еден подобар Охрид кој што навистина заслужува да биде најдобар. Затоа што го имам еден од поубавите градови во светот. Сум била многу места во светот и секогаш кога ќе се вратам си велам колку го имаме овој наш убав Охрид, меѓутоа се уште ми сметам дека не го имаме валоризирано на вистинско ниво. Како аплицирав? Не ми треба никогаш пофалби, како што кажав, меѓутоа можеби најголем мотиватор беше мојата голема ќерка, која што ми се јави студира во Словенија и ми кажа: "Мамо, аплицира за Климентова награда." Јас во моментот воопшто само се насмеав. Меѓутоа вечерта легнав да спијам и си велам: "Па зошто да не аплицирам кога навистина зад себе имам оставено многу клучни проекти, особено апликативни." Секогаш во мојот живот сум се трудела да она што го правам да биде tangible, односно видливо, односно да има вистински добробит за општествениот живот и за сите луѓе во нашиот град. Така да, после една така малку ноќ кога заразмислував, други ден станав и реков: "Па дошто, јас ќе ги подготвам документите и ќе аплицирам." Едноставно, самата себе си повторно се мотивирам за поголеми нешта, а од друга страна да бидам мотивација за можеби некои други млади луѓе кои што ја почнуваат својата кариера, односно прават, затоа што гледам дека младите, посебно болка чувствувам кога ги гледам младите, ја имаат изгубена мотивацијата, нашите студенти. Често ги прашувам што размислувате, зошто сте дошле на нашиот факултет, каде се гледате во иднина, и тие само ги креваат рамениците, без жар во очите ми велат: "Јас сакам да заминам во странство." И сето тоа за мене представува навистина многу болно. Се велам зошто сите заминуваме дома наша држава, кога навистина ако сите помалку направиме, навистина може да имаме и убав живот и овде во Македонија. Зошто да не? Ако ни заминат младите и младината си ја бара среќата некаде надвор од нашата држава, тогаш некако се што ние правиме, се она за што ние се залагаме ќе остане без цел. Затоа првенствено да им создадеме услови, да им направиме перспектива овде во нашиот град и во нашата држава, за да можеме и ние да бидеме мотивирани да работиме и уште повеќе да се вложиме. Кои се тие проекти со кои што оставивте белег во изминатава година? Знаеме, ние ве следиме работата, затоа што, како што рековте, се од пошироки размери, општествено корисни. Дел од нив ги работевте заедно со локалната, значи преку факултетот, дел беа можеби самостојно. Значи еве малку да видиме што е конкретно она за што се добива една повелба во сушност. Фактички во крајот на минатата година, фактички конкретно заврши само завршувањето на проектот во Waternet,
А самата апликација на ботаничката градина и фактички опремата почна во 2017 година. Ние фактички оваа година заживеавме таа ботаничка градина и ја користевме за, да речеме, во сите гастрономски активности кои што беа спроведени во кујната и новата опрема нормално ја стартувавме, односно ја ставивме во функција. Тоа е нели еден од големите проекти. Во рамките на тој проект беше изготвен и водич за животна средина, односно чиста вода, чисти мисли. И во тој водич целосно го промовиравме Охрид и значењето на водата како есенцијален фактор за животот. Бидејќи знаеме дека многу малку сега имаме да речем онака право менаџирање на водата, со оглед на тоа што постоечката чиста вода ќе стане се поретка, односно имав еден професор кој што многу го сакав и тој каже дека во 21 век можеби и најдобар поклон ќе биде чиста вода во шиша, затоа што имаме се помалку, така да тука е ставено значењето на водата и правилното менаџирање на истата. А со оглед на тоа што Охрид нели е град на вода, во исто време и самата врска на Waternet беше да се сплотат Воден и Охрид, односно водата може да направи, викаме, креира дестинации. И навистина, значи можеме да искористиме како ресурс во креирање на многу мокина туристичка дестинација на нашиот град да стане клучна мокина туристичка дестинација. Тоа беше едниот проект. Другиот проект беше едно многу значајно истражување кој што се викаше Стил на животот и тоа го правевме заедно со Високата пословна школа во Суботица, односно тие имаат смер за нутрицизам и од минатата година започнавме соработката со оваа високообразовна институција. За среќа постои една професорка која е македонка, Вера се вика Симовска, која што заедно со неј најдовме навистина многу заедничко поле за соработка. Знаеме дека младите во последно време, слушнавте и според најновите истражувања, имаат многу лош, неквалитетен живот, односно лоши прехранбени навики. Целта ни беше ние со едно долго обсежно истражување, каде што малте беа опфатени сите студенти, да добиеме сознание каков е нивниот животен стил. Тоа беше второто и сега доаѓаат резултатите кои што ќе ги објавиме во одредени, да речам, престижни списанија со импакт фактори, бидејќи работиме веќе статистичката анализа на тој проект. Што покажаа првичните резултати? Каков е начин на живот на младите? Доста се проблематични, бидејќи првично нели превладува на луѓе кои што се од нормална кон мала дебелина, тоа е значи вакво, многу мала физичка активност, користење на брза храна. Значи конкретно кога ќе ги имам сите резултати, може детално да се конкретно ќе се разговара тоа истражување. И оно што го сметам како еден од најклучните исто така проекти е последниот проект кој што го спроведевме со ГИС, меѓународното друштво, нели под во соработка со владата на Германија. Тоа беше фактички спроведување на обуки за неформално образование за повеќе професии кои што се дефицитарни во нашиот град и исто така во Тетово, бидејќи овој проект ќе опфаќаше Охридско-Преспанскиот и Шарскиот регион и имаше обуки, како што нагласив многу пати во медиумите, во Тетово имаше обуки за бармен, бариста, професионален келнер, пекар и готвач. Додека во Охрид имавме обуки за бармен, бариста, пекар и готвач. Професионалните келнери за жал не беа опфатени, меѓутоа тоа не значи дека треба да се направат нови обуки, бидејќи фактички имавме многу апликации, многу голем интерес. Значи по прв пат јас видов дека многу бармени за готвач имаше голем интерес. Исто така професионални келнери во Охрид кои што не е. Значи тоа радува, сепак има надеж дека за овие професии може да се направат квалитетни квадри. После завршувањето на обуката апсолутно се јави една многу интересна добра мотивација кај кандидатите. Обучувачите беа многу добри, високи професионалци и практичари. Едноставно и така ги одбравме за да не само што ќе направите на добра практична едукација, меѓутоа исто ќе предизвикате на мотивација, бидејќи со еден курс, знаете, не може да се стане професионален готвач или професионален, можеби бармен можете, меѓутоа готвач или пекар во секој случај не. Меѓутоа па канив се разбудена желба да сите почнуваат да прашуваат дали ќе има дополнителни курсеви или некој напредно advanced level со кое што бидејќи добиваат и самодоверба, значи интерес, мотивација бидејќи знаете, ова наше образование како што велам е премногу теоретско на нашиот факултет. Јас не дека критикувам нашиот факултет, него сите факултети имаме еден таков бавен, така нефлексибилен образовен систем кој што повеќе се насочува кон теоретска, да речеме, едукација на студентите и тие кога ќе излезат од таа теоретска едукација, едноставно
можеби 2 години да не идат работа, а немаат практично искуство. Знаете како учат оние традиционални вредности на учење, на факти, така напамет, чисто само да се помине испитот. Јас и моите студенти ги прашам и за колку време ќе да речем ова знаење ќе ви стои во главата, тие ми велат па можеби до утре, можеби уште една недела. Сваќате? Да, и после 2 години може да замислите тој кадар кој што нема добра практична наобразба, теоретска која што веќе е, да речем, избледнеала, така, и не е искористлив за пазарот за труд. Ме сваќате? Затоа мислам дека најдобро е да го искористиме тој систем на Германија, кој што го викаме двоен систем, покрај теорија, да речем, ние користиме нормално, имаме пракса која што е вклопена во нашиот образовен систем, во секоја студиска програма има 1 месец пракса и нели она клиничка пракса 10% која што е задолжителна, вклучена, меѓутоа тоа е многу малку, а од друга страна пак и нашите студенти некако не се свесни што значи таа пракса. Често пати сакат да е помина така на неформален начин, не сваќаат дека тој контакт со менаџерите е клучен контакт во добивање на можеби идна работа. Еднаш, значи ќе работа за бесплатно, односно ќе волонтираат, века бидејќи обувуваат својата пракса, меѓутоа верувајте веќе ако се добри следната година менаџерите ги ангажираат за пари. Ама тие не се свесни колку е таа важна таа врска со менаџерите. И уште некако мислам дека не им се дава толкаво значење на овие професии, иако се многу важни за развод на туризмот и за развод на нашиот град и за да го подигнеме угостителството и туризмот на едно повисоко ниво, затоа што од услугата се понатаму зависи. Ако имаме добра услуга, добри квалификувани кадри, ќе имаме и повеќе задоволни гости кои што ќе се враќаат и повторно тука. Овие обуки не само што им овозможија, значи да се доусовршат во нивната област или пак да се заинтригираат за понатаму да се усовршуваат, туку ќе им овозможат и полесно вработување. Значи тоа беше и целта. Да, фактички јас направив едно истражување во кое што видов дека уствари најдефицитарни кадри се кадрите во туристичкиот сектор. И ако отворите сега на пример најслободни места, Малтене има и процентуално најголем дел има фактички во туристичкиот сектор. А од друга страна, ако одите во биро за вработување, ќе видите дека таму во моментов имате 80 готвачи кои што не се вработени. Има и туристички работници. За што покажува? Така, значи имате една парадоксална состојба. Од една страна невработени, а од друга страна приватниот сектор бара од овие. Така, тоа што покажува. Тоа покажува дека постои јас помеѓу високото образование или средните школи кои што се стручни и приватниот сектор. Односно, не се креираат кадри кои што се употребливи за приватниот сектор. Тоа значи дека мора да се направи што поскоро активно со која што многу брзо овие кадри кои што се навработени ќе станат употребливи за приватниот сектор. Образовниот систем е крут. Не може, ние постојано сме во фаза на некоја акредитација. Ние ги трансформираме програмите според новите, да речем, според закон за високо образование. И знам дека тие програми се добри. Значи, тие се според Европски кредит трансфер систем, според Болонска, да речем, декларација во која што се усогласени со странски програми. Меѓутоа, токму тоа недостаток на пракса едноставно прави да правиме кадри кои што во моментот не може да направат брз трансфер од нашата високообразовна институција на пазарот на труд. Затоа сметам дека токму многу сега во овој догледен период треба да се работи токму на внесување на неформалното образование како една најмокна алатка која што ќе возможи, да речем, овие кадри многу брзо да станат употребливи за приватниот сектор. Меѓутоа, по друга страна, сметам дека и приватниот сектор треба да има мал придонес во подобрување на квалитетот на услугите, затоа што тие малте не сакаат да добијат апсолутно готов кадар, што е невозможно. Така. Тие треба и понатаму да Често инвестираат пати, во нивниот кадар. И ова, да речем, дејност е сезонска. Тие ги примаат многу во мај, а ги спуштаат во октомври, со тоа што перманентно не работат на доквалификација нивна, да ги пуштаат на семинари, на обуки, со цел да го надградуваат нивното знаење, него едноставно постојано го менуваат тој персонал, што го чувствувам како голем недостаток од приватниот сектор. Едноставно тие не го третираат персоналот како личност, како индивидуа, него едноставно како инвентар кој што исти како и во кафичот или во хотелот. Сваќате што бидејќи сите сме ние индивидуални личности кои што имаме посебен психолошки склоп, ментални капацитети, воспитување, така, стрпливост, индивидуално треба да се работи и фактички со секој поединечно да се работи на подобрување на тие квалификации, вештини, знаења. Од друг момент пак и исто така и студентите, односно кадрите, сметам дека треба да инвестираат во своето знаење,
Затоа што никој од приватниот сектор не бора да речеме само една квалификација. Не знам, можда ако прошетете огласи вика треба да имаат работно искуство, да знаат неколку јазици, да имаат возачка дозвола, така и да имаат вештини за комуникација, комуникацијски вештини, па да донесување на одлуки. Така, значи така палета која што не може да ја направите вие во 3 години. Тоа се прави од 3 години кога е мало детето, па да затоа значи можеби образовниот систем малку треба значи да се работи на таа трансформација, да не се учи на факти, него едно критичко учење кое што едноставно ќе се искористи во одредени животни ситуации. Така. И сега нормално што зборувам само мотивација кај студентите да самите земат учество, односно да одат на такви обуки кои што понекогаш чинат, меѓутоа верувајте понатака во животот ќе се исплатат, да. Сега еден аспект од кој што пак угостителите ги гледаат работите, тие велат дека многу често заради тоа што овие профили не си ја сваќаат сериозно професијата и не сакаат долго да се задржат во истата, тие ќе ги пуштат на некои дообуки, ќе направат еден кадар на повисоко ниво и тие заминуваат. Значи, како таа работа да им е само привремена, додека не најдат нешто посериозно, според нив посериозно. Знаете зошто е како тоа тука да ги стимулираме? Ќе ги стимулираме со тоа што малтене можеби ќе имаат одредена фиксна плата и другиот да биде на процент, односно да се зголеми, тоа што во угостителскиот сектор сега негде отприлика се работи со една минимална плата од 200 до 300 евра, а се работи со прековремени часови, така и злоупотреба на работно време кое што никогаш не е платено. Значи мора да се разговара на таа тема да јас не сум видела во светот нешто што е дефицитарно, значи се работи за дефицитарна професија од една страна, а од друга страна е мало платено. Да. Така, тоа, значи тоа верувајте во последно време ние работиме со значи 2-3 години сите во јуни месец, во мај месец сите хотели и угостителски објекти ме се јавуваат и бараат кадар. Буквално страдаат за кадар. Мене многу пати ми се има случено, седе во објектив, забавето порачувам макијато, пола час не го добивам макијатото. Да сваќате, јас сум охриѓанка и не е проблем, меѓутоа тоа истото може да му се случи на многу туристи кои што имаат очекувања. Така тие се дошле во нашиот град да добијат одредена услуга. И често пати таа услуга треба да биде соодветна на нивните очекувања. Најдобро е кога е подобра. Значи добијат повеќе од кој што очекуваат, тоа што имаме туристи кои што има можност да се вратат. Најлошо кога добиваат помалку тоа што го очекуваат. Јас едноставно го прашав келнерот зошто се случува тоа и тој ми кажува па јас бев до вчера до 4 ноќта на работа. И истиот тој сега наутро во 8 часот дошол да ги служи. Сваќате, и тоа е незадоволство кое што колку и да сте професионален, не само незадоволство, туку и умор. Значи умор во прашање, не може да го скриете, да го скриете. Тоа е голем проблем. А сега знаете што прават од Источна Македонија. Ги носат бидејќи тие таму се Тоа сакав да ве прашам, има еден израз овде кружи меѓу охриѓани, увезена работна сила, значи во градов охриѓани немаме за на овие работни места, но доаѓаат од зошто е тоа така? Зошто е така бидејќи ако нема имаме овде имаме и факултети, имаме средно училиште, така е, меѓутоа кадар немаме. Ви кажувам дека грото од 60 готвачи имаме кои што се навработени, имаме од туристички сектор, меѓутоа грото заминуваат во странство. Кога беа обуките, во почетокот направивме нели на Facebook страна за да почнеме да ја промовираме обуката. Имавме толку многу апликации, кога да речам помина месец и пол од првиот момент на отварање на страната до оној момент кога требаше да ги информираме кандидатите дека се примени и дали ќе дојдат. Знаете дека меѓу 15 и 17 луѓе заминаа во тој период во странство. Од почетокот аплицира, потоа заминаа. Апсолутно, значи, стварно многу е висока настапката на млади кои што се иселуваат и во моментот тоа се надополнува со кадри од Источна Македонија кои што најверојатно живеат во селата, имаат полоши услови, го немаат Охрид како град за живење и тоа му е привилегија, знаете. Имаат 200 евра, 300 некој бал бакшиш, сместување и храна и тоа за нив е сосем доволно. Ако немаат бугарски пасош, ако имаат бугарски пасош, во тој случај и тие заминуваат во странство. И тоа знаете ќе биде уште 2 години максимум. После 2 години овој дефицит на кадри, ако не правиме одредени активности, меѓутоа зборувам за интензивни активности. Сега некако и може да се преживее, но за 2 години апсолутно верувам дека ќе биде многу алармантен. И тогаш ќе се случи да имате хотел, имате најдобар објект, меѓутоа немате персонал, тоа како немате авион, најдобар, а немате пилот. Точно така, значи
добро е што еве веќе конкретно нешто се превзема на тој план. Рековте вие имаме голема заинтересираност и тоа не охрабрува дека навистина овие дефицитарни кадри ќе се пополни таа една празнина што се јавува, тој еден вакуум и во гостителските и во хотелските објекти. Повторно ќе речам младите, значи да се стимулира да останат во градот и што еве вие како институција на факултетот правите околу тоа? Покрај тоа што сте вие професор, конкретно вие, но и вашите колеги, веќе еден добар дел од нив се од помладата генерација. Дали разговарате, дали покрај тоа што ви се оние ваши редовни предавања на предметите, но дали малку ги проширувате за да им ги отворите видиците, затоа што сепак станува збор за деца кои што уште си се бараат себе си верувајте, и јас првиот месец не знаат каде да се најдат иднината. Јас кога ги прашувам првиот месец кога ќе додат, многу од нив ги прашувам зошто сте дојдени на овој факултет. И тие едноставно ви кажам, ги креват рамењата и тоа е една, можеби е тешко да го кажам тој збор, меѓутоа е аморфна маса. А маса која што не знае апсолутно што сака, нема цел, нема стратегија, нема ни жар во очите, ниту некоја амбиција за да нешто се случи. Ме сваќате, тие едноставно сакаат да го протрчат факултетот да заминат надвор. Треба многу време работа. Значи тука треба вие малку да ги да се мотивираат, бидејќи има некои кои што неколку пати го паѓаат испитот. Знаете, трети, четврти пати веќе јас индивидуално разговарам, едноставно го прашувам што го интересира, дури некогаш го прашувам дали кажи ми кој филм си го гледал за да видам дали како размислува, каков тип на музика слушаш, дали си прочитал книга. И тие ништо, секакви книга не читаат воопшто. Филмови може би гледаат, некои сериски, не знам какви, и музика, секаква музика. Која ти е целта, па немам цел. Знаете, и многу е тешко, значи да се јас сакам да видам жар во тие очи, капацитетот. Имаме сите капацитет, но треба да се ова обука. Не знам дали бевте во Инекс, кога ги облековме во тие, направивме мајци Baker Loading, почнуваме да стануваме пекари или готвачи, и тие престилки. И кога буквално излегува, намерно викнавме луѓе од бизнес секторот кои што почнале од ништо. Речеме еден Тино, сигурно почнал од ништо. Еден Александар од Руел, кој што исто е така е повратник. Понатака Ерхан и Ерол, и тие го почнале значи од ликвити, од објектив, па сега хотел имаат и така натака, да му пренесат една мотивациона приказна дека угостителскиот сектор со цел, со многу залагање, навистина може да се стигне до добра заработувачка и до еден добар статус во општеството. Мислам дека уште тука ни е проблемот. Мислам дека уште владе она дека да се биде келнер или кувар или бармен е малку потценувачко и дека не е работа која што би сакале да работиме цел живот. Мислам дека уште со тоа ние имаме проблем. Знаете како? Еве ќе ви кажам дека ако земете вие 300 евра како келнер и сте добар келнер, имате добар бакшиш, верувајте, ќе земате плата исто како еден професор, како јас што земам професор. Мислам, секоја работа е тешка и си носи своја одговорност. Меѓутоа, тоа не значи дека професионален келнер е само келнер кој што треба да го пуштите во работа и зема нарачки. Тој е продавач, тој е психолог. Однос треба да направи, да знае добар однос да воспостави со клиентот, да види каков профил на личност е, какво јадење може да му продаде, дали да му продаде поевтино или поскапо јадење. Тоа е всушност лицето на самиот да биде да речам педантен, чист, доверлив, кога ќе го видите да чувствувате дека кај правата личност да ви го презентира добро јадењето. Тоа е значи тоа што ви реков комплекс на знаење и не може секој да биде келнер. Така. Меѓутоа добриот келнер навистина може да земе и добар бакшиш, кој што значи буквално да биде, ви кажам, на ниво на добра, значи зборам академска професија како професор или за пекар ќе ви кажам. Јас малку се распрошав во Република Македонија, знаете дека добрите пекари земаат од 700 до 1000 евра плата. Така, еве ќе кажам еден конкретен пример, имам многу добар пријател кој што е доктор. Тој малтене, моето внуче се разболе, кога го земаше во рацете, чувствуваше огромна одговорност, не ни погледна во очи и го носеше на операција. 3-4 часа траеше операцијата, се врати назад, буквално кога види дека е се во ред, тогаш не погледна во очи. Зборувам да ја сватиме којата одговорност, а буквално исто така е на ноќна смена дежурен како малтене како еден пекар. Ако ја споредиме платата на овој доктор со пекарот, ќе видите дека може би помала од докторот него од пекарот.
Ме сваќате, значи тоа зборува дека занетите во догледно време, односно квалификациите треба, значи и ќе се вреднуваат. На така оди работата. И затоа мора да размислуваме дека ние ќе образуваме академски кадри, меѓутоа истите да бидат со добра практична наобразба или да внесуваме што повеќе вакви неформални обуки со цел да ги оспособиме тие млади луѓе. Сега малку треба да ги поправиме работите од минатото, бидејќи еден подолг така период овие професии ги маргинализиравме. Сега повторно треба да им се даде на значење да се убедат оние млади луѓе кои што се образуваат за тоа дека навистина се важни и дека во голем дел придонесуваат за развојот на туризмот. Ако правите анализа во една Србија, имаме една многу добра школа во Нови Сад со која што соработуваме во Белград, смерот по хотелско-ресторански менаџмент и по гастрономија е еден од најбројните смерови, кај што има најголема барање за запишување на тој смер. А за разлика кај нас, да речеме, најмногу студенти сакаат да одат на царина, а знаеме дека за царина имаме најмалку места за вработување. Да, ограничени се, така. А ваму каде што имаме хотелско-ресторански менаџмент и гастрономија имаме најмалку. Обично се пополнуваат на крајот од сваќате, меѓутоа верувајте дека за догледно време тоа ќе се промени. Тоа е вашата мисија, впрочем. Да, мојата мисија. Да. Сега малку ќе ве одморам, веќе првиот дел од емисијата помина. Со убав, пријатен разговор, веднаш времето лета. Благодарам. Овој викенд пазарете со мерак. Томи посен мајонез 220 грама 35 денари. Александрос маслинки 400 грама 69 денари. Дорина чоколада со ориз 75 грама 35 денари. Зелена долина овошен јогурт 500 мл, 1 плюс 1 гратис за само 45 денари. Тафт лак за коса 300 мл, 129 денари. Витаминска викенд акција. Ананас 1 кг 69 денари. Киви паковка 49 денари. Портокали 1 кг 29 денари. Миса маркети. Пазарете со мерак. Камин на пелети Гемини од 10 киловати од Екошпар загрева до 100 метри квадратни. По кратка пауза, најдобрата забава повторно е во Fish and Lounge Bar Лихнидос. Во Ново Руво, со широка понуда и цени за сечи джеб. Ве покануваме да бидете дел од нашата приказна. Петок, 8 декември, свечено отворање со Ристе Ристески, а сабота, забавата продолжува со група Маестрал. Резервации на телефон 078 966 599. Ве очекуваме. Fish and Lounge Bar Лихнидос. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Мороишта, Струга. Хотел Престиж Струга. Луксузен интериер во модерен стил. Ресторански сали со капацитет од 600 до 450 гостие. Со атрактивен изглед за организирање фамилиарни свечености, прослави и забави. Цена на менија за свадби од 12 евра со вклучен неограничен пијалог. Комплетно декорирање на сала, сопствен паркинг. Луксус што можете да си го дозволите. Хотел Престиж Струга. Со анимација и визуелни ефекти почнавме порано. Во време кога анимација и визуелни ефекти беа непознати термини. Првиот холивудски проект го испративме на DVD. Немаше интернет. Луѓето не знаеа дека постои ваква професија. Се што сакавме беше да бидеме креативни и да правиме кул работи. Се сеќавам на првите средби со USAID, едни од ретките кои што тогаш го сваќаа потенцијалот на нашата професија. Ние сме FX3X,
Бизнис моделите на USAID му помогнаа на ова мало студио да стане холивудски бренд. USAID е горд пријател на FX3X. Кам, постојано ниски цени. Ослич 1 килограм 113 денари. Сет вино 2 по 750 милилитри 259 денари. Рачен миксер 879 денари. Модел за мафини 229 денари. Кам, купувај мудро. Новогодишните празници не се весели без новогодишни украси. Разубавете го вашиот дом со нашите украси. Ние ја носиме новогодишната магија. Кармен Бау Центар. Стоп Шоп, 15 години ваш маркет. Најбогата понуда по најповолни цени на 4 локации во Охрид. На улица Никола Карев кај Историскиот архив, на улица Егејска, улица Карпош Војвода и на улица Даме Груев. Богат асортиман, услуга и ниски цени веќе 15 години. Ваш Стоп Шоп, ваш маркет. Премиерно на ТВМ телевизија научно-фантастичната серија Бегалци низ бескрајот. Не пропуштајте една од најгледаните научно-фантастични серии од 90-тите години, преполна со акција, невидени специјални ефекти и вонземјани изработени од работилницата на Джим Хенсон. Кога американскиот астронаут Џон Крајтон со своето летало ќе заврши на другиот крај од Вселената, минувајќи низ една просторна аномалија, ќе се најде на милост и немилост од група бегалци кои патуваат на биомеханички вселенски брод, бегајќи од расата вонземјани наречени миротворци. Патувањето за Џон ќе прерасне во потрага по сличен феномен со кој би се вратил дома, а за сите останати ќе значи борба за живот. Патувајте низ најоддалечените делови од Вселената во друштво на најчудните вонземски ликови. Само на ТВМ телевизија. Ние си продолжуваме со разговорот. За сите оние кои што подоцна се вклучија, моја вечерашна гостинка е професор доктор Ангела Каштановска-Василевска, добитник на Свети Климентовата повелба. Тоа ни беше повод за овој разговор, но имаме многу што на различни теми да разговараме. Зборувавме за проектите кои што беа актуелни во оваа година која што е на изминување. Имаме и многу планови, сигурно имате и за наредната, што сакате да ги реализирате, но на почетокот на овој дел од разговорот сакам само да ве потсетам на еден проект кој што исто така ви беше многу значаен и важен, а тоа беше на некој начин да се заштити нашата автохтона храна и производи и она што е препознатливо за нашиот регион. За жал некако се она што е комерцијално и што доаѓа од надвор некако ни станува попривлечно отколку она што го имаме ние и по кој што регионот ни е познат и треба да си го брендираме. Така. Апсолутно нели глобализацијата го направи своето, границите стана се попорозни и фактички ние го имаме онај лош ефект од запад и го забораваме она наше автохтоно што е традиционално. А сметам дека фактички во презентирање на нашата сопствена нација токму храната има најмоќен инструмент, односно најмоќно орудие. Фактички и јас имав аплицирано на еден многу добар проект. Тој проект се викаше Food Chain Supply, меѓутоа за жал не го добивме. Тоа беше со еден град од Грција,
и со Аристотел Универзитетот од Солун. Меѓутоа, за жал, не знам зашто не го препознаа како добар проект. Меѓутоа, оваа година аплициравме со еден проект кој што се викаше Taste of Macedonia. Фактички, целта на тој проект беше оно што вие го спомнавме, да направиме едно обележување, маркирање на сите локални производители со цел да се стандардизира нивниот квалитет на одреден начин и да се издигне свесноста за значењето на таа автохтона традиционална храна, бидејќи сметам дека истата, ако се понуди во хотелско-гостелскиот сектор, фактички ќе се добие многу повисок квалитет на самите услуги, односно во очите на туристите ќе добиеме повисока вредност. Според истражувањата на Светската туристичка организација, кој што излегува, фактички туристите се жалат дека многу малку во Република Македонија може да добијат, да најдат места каде што навистина ќе бидат во контакт со таа локална храна, начинот на традиционален начин на производство и тие автохтони сорти на едноставно самите производители не се свесни за значењето. Тие сметат дека тоа е нешто едноставно, обично не е вредно за споменување, а напротив, сметам дека токму нашиот охридски домат, охридското ѓомлезе, пастрмката не зборувам, се да речем на посебен начин треба да се презентираат во менито. И многу сум, да речем, некогаш болна точка ми е кога ќе видам во хотелите, меѓу мноштво на комерцијална индустријска храна, ставиле охридски домат, да речем и некои наши традиционални или сирење домашно правено, а не го потенцираат потекното и наше охридско. Тоа значи дека тоа на посебно место треба и со посебно нагласување, односно самите келнери да се добро информирани и едуцирани за составот, начинот на производство, за да може тоа да го пренесат на самите туристи. Така да, од една страна е тоа многу важно да се работи со локалните производители, односно нивно вмрежување и дата база, а понатака вмрежување на локалните производители со угостителскиот сектор. Затоа што верувајте дека во моментот сите тие пари кои што, односно храна, од една страна е комерцијална, значи не е соодветна за оно што значи туризмот во Охрид и на каков начин треба да се презентира, а од друга страна немаме придонес кон локалната заедница. Така, затоа што се мултиплифицира економскиот ефект 6 пати ако се работи со, да речеме, на ваков начин. Значи заштедуваме и пари тука, заштедуваме и време, а добиваме и на квалитет. Знаете, се стимулираат локалните производители. Така и парите тоа директно кои што потоа парите ќе се вратат повторно во во овој регион. Дури може и она да го запазиме свежа храна, затоа што тука ни е дистрибуцијата, значи може тој проект би можел да се со дата база, со тоа што би можело да има, размислував да има некој место за складирање на тие производи, со тоа што секој ден да се знае што е достапно за да може да речеме тие да набават од тоа место. Тоа мислам дека е многу важен проект кој што треба да се реализира и се надевам дека самата апликација ќе помине, ќе имаме можност да ги, тоа се вика Taste of Macedonia, и на тој начин понатака со тие локални производители планираме да изработиме една така наречена автентична охридска чинија во која што ќе ги ставиме сите тие наши препознатливи локални продукти. За жал, многу често она што го имаме не го цениме, се додека не го изгубиме. Да, многу често тоа ни се случува и ова е добар начин за да се заштитат и за да си го добијат своето заслужено место. Што се вашите идни планови? Еве веќе некако на самиот крај на годината сме, сите сублимираме како ни поминала ова, а што планираме за наредната, дали професионално или приватно. Имате ли некои проекти на кои што веќе работите, па чекате каков ќе биде крајниот епилог, или пак нешто сега ќе почнувате во новата година? До крајот на годинава треба да ги завршиме одредени работилници, едукативни работилници кои што се за рурален развој. Фактички во едната ќе биде баш утре почнува во Јанче. Знаете дека туто, односно Јанче хотелот е еден од, да речам, најсоодветните примери за тоа што значи рурално угостителство. Баш и денеска разговарав со Тефик Тефиковски, кој што е повратник од странство, и човекот пред 5-6 години бе во тој хотел. Апсолутно, значи, беше самиот. И туристите доаѓаат тука на 1 или 2 дена затоа што нема можност за други дополнителни активности. Во овој момент ги има вмрежено сите тие локални производители на сирење, домашен леб, сите тие ги користи, а во исто време бидејќи веќе направи една добра обележување на дестинацијата, препознатливост, фактички веќе ги ангажира останатите локални жители да направат приватно сместување. Утре ние одиме група од 30 луѓе
одредени луѓе ќе се сместат во туто, а други останатите во што навистина се радувам во тоа што гледате како оди се напред. Човекот дури реставрира нови куќи кои што се стари 200 години, меѓутоа самата реставрација оди на толку природен начин со природни материјали, дури и перниците се од природна слама која што е дезинфицирана, со природни бои, огништето каде што се наоѓало тука се наоѓа, ништо не е нарушено и се е во тој амбиент на автентичен амбиент. Дури ми се пофали дека некој французин кој што бил многу богат, денеска разговаравме, купил 3 куќи и сакал да живее, да остане да живее во ова село во Јанче. Значи, она што го зборувавме, луѓето знаете, живеат во еден оттуген свет, под рефлектори, асфалти, таа оттугеност која што понекогаш сакате нели интимност, некој да ве испочитува топлина, ја доби токму во Јанче. Имаме ние многу нешта, но некако пак не знаеме на прав начин да ги спакуваме како туристички производи, тоа е многу важно. Ама за среќа имаме веќе позитивни примери кои што може да се сметам дека Јанче и Дихово пеце се едни од најдобрите примери кои што постојат во Република Македонија, така да ќе завршиме. Тука е, значи, рурално гостителство и традиционална храна како да се понуди на атрактивен начин. Дури ќе имаме и практични работилници со сите луѓе да самите учествуваат во создавање на некоја традиционална храна и начин на презентација на истата со приказни, што е многу клучно во туризмот. И на тој начин ќе завршим 2017 година. А за 2018 година го планирам значи тоа што би кажав за мрежување на локални производители и обележување и издигнување на свеста за локалната храна и издигнување на свеста за заштита на традиционални производи, затоа што во Охрид е почната само заштита на охридската цреша. А треба да се прави заштита, да речеме, и на охридскиот домат и охридското ѓомлезе. Во 2018 година веќе направени се првите договори со Буцо од Смал Свети Климент за започнување на конвивиум за slow food, кој што долго искрено поради сите мои обврски го одложував. Веќе минатата година на Микеле, тој е главен од slow food од Италија за Европа, му обикев дека ќе го формирам тој, да речам, конвивиум за slow food. Меѓутоа, во 2018 е закажана таа, да речам, таа формирање на тој конвивиум и сметам дека исто така, нели, ова што го зборуваме за локална храна, затоа што сметам дека Охрид со овој капацитет на носивост кој што го има, апсолутно му одговара да биде само slow city. Така, значи во сите ресторани малку да имаме автентичност и локална храна. Нормално може да има и комерцијални ресторани, меѓутоа или затоа и Буцо од Смал Свети Климент го секогаш го потенцирам како многу успешна приказна во која што насока треба да се според мене да се движи самиот туризам, бидејќи ова ќе го спомнам, бев во Санторини во сега пред месеци, пред 2 месеци. Тоа што го видов во Санторини беше видувачки, така, се извинувам. Со тоа што, знаете, веќе не зборуваат, ние зборуваме за промоција на Охрид, односно да што повеќе да добиеме туристи. А тие зборуваат за масовен, за менаџирање на туризмот, затоа што Санторини веќе не може да ги издржи бројот на туристи кои што секоја година, и сметам дека на Охрид тоа ќе му се случи. Затоа што ние правиме една промоција, зголемува само бројот на туристи, односно квантитетот, јас сметам дека веќе треба да го работиме на подобрување на квалитетот, така, а не на квантитетот. Па многу пати ни е покажано и докажано дека нема градов капацитет за некој масовен туризам, туку треба да се свртиме кон одредена таргетна група и да веќе да се да се издвои каков вид на туризам сакаме да развиваме. Мислам дека најидеални услови има токму за тој некој поелитен и по-интимен, значи градов ни е таков, не дозволува многу. Немаме капацитет на носивост, апсолутно, значи само паркинг места немаме доволно, така, немаме капацитет за да развиваме некои, а и не сме, да речам, јас стално велам Дизниленд да го изградиме одново. Значи се имаме природно и културно наследство кое што е апсолутно со висока вредност, така и мора да имаме одржлив тој туризам кој што нема да направи лош ефект на нашата животна средина. Сега, тука сме веќе го зачнавме моето наредно прашање, со кое веќе ќе ја привршуваме емисијава. Како го гледате вие развод на туризмот и на угостителство во градов? И што можеме да направиме за да станеме поинтересни и за гостите, но и нам да ни биде поинтересно дека живеењето, значи да има некакви настани кои што ќе привлекуваат гости, ќе привлекуваат внимание, ќе посакаме да излеземе од своите домови и да уживаме во убавините на нашиот град. Знаете,
Во многу пати сум разговарала со госпогата Олга Иловска, која што исклучително ја почитувам како личност. И имаме една многу голема идеја, уствари идеја која што ја влечиме многу години, а тоа е дека Охрид треба да се развива во насока на три многу големи значења. Тоа е Охрид, град на светлина, среќа и светост. 3С. И фактички сметам дека оно што го кажав како символ за Охрид, треба да го направиме преку многу активности. Тоа значи дека сметам дека треба да направиме еден голем гастрономски ивент, кој што ивент ќе биде на светско ниво и му доликува на Охрид. Во моментот постојат тие бели ноќи кои што на некој начин е промовирање на почетокот на туристичка сезона. Не смееме да кажеме почеток на туристичка сезона, тоа што треба да направиме да немаме сезона, него апсолутно да ни биде во текот 365 дена, тоа не е интенција. Во моментот кој што сметам дека е некоја многу млак настан. Не е соодветен на што му треба на Охрид, него напротив треба да се направи еден многу моќен настан кој што треба да биде еден гастрономски ивент во кој што на некој начин ќе ги афирмираме, односно ќе ги покажеме тие наши традиционални вредности и сметам дека тоа треба да опфаќа многу сегменти. Моја замисла е да речем да се поврси со некоја пред неколку години го работевме со тој олтајмери од цел свет кој што исто така се многу скапи коли, па тие стари коли и Охрид како стар град мислам дека доликува и може да се направи навистина една моќна манифестација. Тоа ми е целта и да се промовира како што реков град на светлина, светост и среќа и тоа понатака да се пренесува на нашите поколенија, односно од мали, да сватат дека да веруваат во тоа, за да можат понатака правилно да го презентираат пред туристите. Можеби да се направи една добра химна која што ќе не презентира. Тоа ми е важно и многу ми е важно да реализирам еден проект кој што сметам дека е клучен, тоа е за младите, за животот на младите, односно исхраната на младите. Затоа што, како што реков, тие се оставени на милост и немилост, на брзата храна, многу мала физичка активност, тука се лоши животни навики, како многу компјутери, нема перманентно движење, алкохол и цигари. И сето тоа, да речам, може да доведе до здравствени потешкоти, односно добивање на млада популација која што не е доволно здрава, односно појава на различни заболувања. Така да сметам дека во тој момент мора да се направат одредени корекции, односно од една страна се работи на издигнување на свеста на здравата и здравилна исхрана и значење за квалитетот на живот кај младата популација, а од друга страна да се направат и некои мерки од општината со кои што можеби ќе се обмисли да се даде некој здрав оброк. Стално кажувам дека кога бев во Словенија, видов еден многу добар проект во кој што буквално беа вклучени 3 групи. Едната група беше да локалните производители произведуваат свеж зеленчук и овоше. Луѓе кои што имаат мал хендикеп го пакуваат тоа во посебни пакувања и понатака сето тоа се дистрибуира до средношколците кои што добиваат здрав оброк. Сваќате, значи гледате колку тука има сите се вклучени, сите имаат добивка. Да. Значи повеќе кратна корист, мрежување, што го нарекуваме. И сметам дека тој проект е многу добар, знам дека треба многу напор за да се реализира кај нас. Меѓутоа јас сум секогаш напорно и волја пред се. Голема волја, меѓутоа за се треба волја, но многу е лесно да се каже така треба да се крени. Меѓутоа од секогаш во животот сум мразела луѓе кои што се равнодушни. Значи често јас секогаш знам да бидам можеби понекогаш и мана ми е што брзо реагирам за некои работи, меѓутоа преземам иницијатива на себе, храбра сум. Понекогаш сите нови работи знаат да носат потешкоти, бидејќи често пати патеката ја тапкаш и мора ти да газиш напред и често пати многу проблеми решаваш, меѓутоа знаете, тоа е револуцијата. Така, револуцијата е нешто кога одредени проблеми ги актуализираш и одиш на едно повисоко ниво, меѓутоа за да стигнеш до тоа повисоко ниво потребно е турбуленција. Сега некои сакаат турбуленција, некои сакаат комфорт зона. Така, а јас сакам турбуленција, но сакам разлика. За да добиеме таа комфорт зона мора пред тоа малку да се измачиме. Да, се измачиме. Да. Не мора секогаш да чекаме на друг, треба некогаш и ние сами да дадеме. Знаете, јас кога сум вистински професор и работам со моите студенти, меѓутоа не сум професор класичен кој што сака
авторитет, не зборам за авторитет, него можеби за авторитарност, дека јас сум професор, јас сум тако што диктира правила, апсолутно, значи, ги гледам како кажав како индивиду и сакам од нив да поттикнам таа сама мотивација, да го извадите оној потенцијал што го имаат и знам да бидам другар, меѓутоа знам да бидам и строга да личност која што треба, а меѓутоа морам да кажам дека сите студенти навистина многу ме почитуваат и никогаш не сум имала никаков проблем, него напротив апсолутно сум ги мотивирала и многу од нив и ден денес ми се уваат, нели, на различни позиции, комуницирам со нив и сум горда кога навистина ќе бидат успешни во животот. За успех треба, како што рековте, и упорност, треба и да се поттурнат работите, но и треба многу љубов. Тоа вам не ви недостасува. Се што работите со љубов и вашата професија ве исполнува и затоа тука се неизбежни резултатите. Да. Па едноставно, знаете, во животот ништо не правам ради ред. Едноставно или половично. Половична работа, половични резултати, велам. Така, затоа кога ќе се вати работата, треба да се сработи како што треба. И сега понекогаш Македонија, знаете, некогаш имаме процедури кои што едноставно те блокираат, па мораш наместо да работиш некоја научна работа да се занимаваш со знаете, административни некакви работи кои што бариери кои што треба да ги поминиш. Меѓутоа, во почетокот кога почнав мојата кариера, малку тоа ме правеше нервозна и ме фрустрираше, меѓутоа сега имам стрпливост, а и по природа сум физички активна. Вежбам од мојата 18-та година, секојдневно физичка активност, или аеробик или нешто, и тоа исто така ме прави издржлива и упорна, затоа што спортот прави дисциплина и добар карактер, и стално велам дека младите треба да спортуваат. И во овој момент веќе, знаете, така имам трпение и стрпливост да не реагирам така бурно на некои такви проблеми кои што ми се јавуваат во текот на работата, него напротив сметам дека разумно и со мир и со спокојство може, значи, полека дека на крај се ќе биде како што треба. Да. Мора да го чекаме, значи, тој период да се решат работите и подобро да е тоа така со ладна глава, не да се правиме дополнителни. Во почетокот бев јас исто така многу бунтовна, на брзина сакав си цела правдина да излезе, се чудев на луѓе кои што едноставно се занимаваат со туги судбини, не си ја гледаат својата работа, меѓутоа сватив дека тоа е така во светот и дека не можеш да подобро, значи, да имаш цел во животот и да си работиш буквално и нормално да шириш позитивна енергија и едноставно да ги мотивираш другите да и тие, значи, тргнат по некој позитивен пат. Сметам дека имам оставена добра трага и дека патот кој што го одам е правилниот пат. Меѓутоа, нормално, Свети Климент знаете како рекол, човекот се разликува од животните по разумот и паметот, а од ангелите по алчноста и похотливост. Да. Така, значи затоа велам дека не треба да бидеме премногу алчни за да сепак да бидеме луѓе. Така, не можеме да бидеме ангели, меѓутоа да бидеме луѓе, да не бидеме завидливи, да не бидеме љубоморни, него благородни, така, тргни се од злото, прави добро. Така. Едноставно така сметам дека. Убава мисла за завршеток на емисијата. Навистина исполнета беше со една позитивна енергија. Уште еднаш ви честитам за повелбата и нека биде стимулација за идните генерации да се охрабрат и добро е да се биде скромен, но не треба и некогаш претерано да бидеме скромни. Она што ни се вредности, треба некогаш и сами да си ги стакнеме. Така, и секогаш јас стално велам дека треба да имаме self-respect. Самопочитување, кога немаме тоа самопочитување во однос на, значи, психичка стабилност, физичка, да речам, физички изглед, храна, квалитет на живот, не може да ги почитуваме другите. Уште од малечка, ќе го кажам само како што кажав дека живеев на Јано, бев добар пливач и знаев често пати, на 4 години почнав да пливам. И буквално водата и езерото ми беа како мој дом. Воопшто не се плашев и можеби имав едно 11 или 12 години, имавме едно пластично кајче, многу беше интересно како Лулуш Подорев беше. И знаев ноките кај 11-12 само да го турам кајчето. Најдобро ми беше кога со веслата ќе одев негде не на сред езеро, меѓутоа едно 300 метри од обалата и ќе скокнев од кајчето и ќе пливав. Таа темна вода, мислам, и во тој моменти само ќе се качев по кајчето, гжва, не знам дали знаете, тоа е стар збор за нели она што се држи веслото, ќе ми поминеше покрај ова, јас застанував, ветерот дуваше во мене, водата нели правеше оние бранчиња кои што смирува и го гледав Охрид и тоаш сватив дека уствари
треба да сторам многу за овој град, да сторам најмногу што можам. Така да до сега правев и ветувам дека во иднина ќе продолжам да правам што можам. На добар пат сте. Значи тоа го докажуваат и делата зад вас, само продолжете така. И генерациите ќе има што да учат. Благодарам. Благодарам уште еднаш за учеството во Лупа. Благодарам.